Добро идете во студио за Стево Пендаровски, председателски кандидат на опозицијата. Поднесувате денеска кандидатура за председателска кандидатура и велите од име на победа се разбира. Што ви дава оптимизам, господине Пендаровски? Предходно СДСМ, односно ЗАЕВ, изјави дека ако бидат фери демократски овие избори, сигурно победувате. И вие сте оптимист. Зошто ве прашувам за ова? Имавте вчера интервју на 24, но многу пати сте говореле дека постои во оваа земја партиска машинерија, дека луѓето се заплашуваат, уценуваат, притискаат, дека се корумпирани на разни начини, субвенции и така натаму. Постои пропагандистичка машинерија, медиумите се пропагандисти на власта. Како се победува во таква недемократска атмосфера? Пред добар ден. Денеска ја поднесуваме кандидатурата во законскиот рок. И од сега натаму практично сме, од кој ќе не потврдат као кандидати, ќе бидеме во официјална изборна кампања. Изборната кампања е стандардна во делот на роковите и во делот на содржините, претпоставувам. Меѓутоа, она што е важно е да се каже дека што е различно од минатиот пат, би требало да биде различно од минатиот пат, се препораките на ОПСЕ и ОДИХР кои се усвоени во еден значаен дел. И се разбира, никој не е наивен, познавајќи природата на актуелниот режим во Македонија, дека тие ќе се држат премногу до тоа. Но, ако тие препораки се имплементираат на вистина во пракса, ние можеме, сите ние во Македонија, да го подобриме изборниот процес во значајна мера. Препораките се однесуваат ли на заплашувања, уценувања? Вие сте критичари постојано, не само вие, туку опозицијата генерално. Се однесуваат ли на тоа препораките или говорите за пустец, за изборни листи? Не, најголемите проблеми во Македонија не се лоцирани во пустец или во гора на Косово, кај што имавме импорт на гласачи. Че ако ја земете бројката на гласачи кои дојде од таму, добро, и мртви души. Што е срам за било која демократија, каква што ние не сме за жал, меѓутоа срам е. Тоа е само врвот на ледениот брег. Најголемите притисоци се прават на луѓето кои се вработени во државна администрација и на луѓето кои добиваат субвенции. Не би ги добивале и не би го задржале работното место или не би го добиле ако не се приврзеници на владеачката партија и ако не обезбедат уште плюс гласови во и надвор од своето семејство. Тогаш однапред се знаат резултатите од изборите. Значи, ако се применуваат изборните техники на мамење како минатиот пат, ќе се знаат изборните победници уште во петокот, 2 дена пред денот на избори. Комплетната опозиција верува дека овој пат нема да се случи истото, барем не во истиот размер, во истата пропорција. Иначе е безпредметно да организираме избори. Кој би одел на избори во кој резултатот се знае во петокот. За тоа зборувам. Ние се надеваме дека тука може да има подобар амбиент изборен и никој нема илузии дека тоа ќе биде шведски изборен амбиент. Никој нема илузии. Меѓутоа од некаде мора да се почне. Големо прашање, голема дилема која ја решив и ќе ви кажам на кој начин. Дали да не се учествува, да седиш дома и да очекуваш дека само од себе власта ќе се поправи, ќе биде демократска, или да учествуваш и низ активна борба, низ активно соочување на ставови и во ваков недемократски амбиент да се надеваш на подобро. Мојата прва претпоставка е дека јас морам да влезам во изборна битка, во дебата дневно и со власта и со граѓаните, во кој ќе предочам дека овие ставови, кои не само мои лични, туку на цела групација која стои зад мене, се подобри за Македонија. Вчера имавте средба со амбасадорот Герт Аренс од претставничката мисија на ОПСЕ и таму говоревте за манипулација на изборите, се постои прашањето дали ќе бидат фери демократски. Герт Аренс самиот зборуваше на таа средба за манипулациите од минатиот пат и децидно го спомна проблемот со пустец. И иако тоа не е баш во некој традиционални дипломатски манери, ја морам да ви кажам дека тој ја ургираше опозицијата на време да ги лоцира сите луѓе кои живеат по 5-60-70 луѓе на една иста адреса пред домашните институции за подоцна да можеме да изразиме протест и пред меѓународните. Че гледате, ставот на меѓународната заедница не знам колку е познат на домашната јавност и домашното гласачко тело, но вие морате сами со автономни сили да ја добиете ова битка, немој да очекувате некој од надвор, некој си Герт Аренс, да дојде да рече вие не сте зрели за демократија, сега ние ќе ви кажеме како треба. Што е вели? Приговорите, поплаките, жалбите со време до своите институции и нека не ви биде оправдување тоа што тие институции се длабоко партизирани како што тврдите. Потоа ние можеме да речеме одбиени се без аргументи.
Тоа е патот, тоа е процедурата. Моето длабоко уверување дека или ќе одиме низ процедура и низ институции, инаку не би сакал не само нови избори, воопшто не би сакал да видам промени кои толку ги посакувам као граѓанин, кој би оделен низ крв, низ насилство, низ насилно преземање институции, низ борба на барикади, тоа не дај Боже тоа. Да. Добро, можно ли е без подршка да се победи еден македонски кандидат без подршка на албанците? За цензус ве прашувам, дали ќе има доволно гласови? Мојата проценка е, бидејќи сум се бавил со тие работи и порано во животот, а и денеска, е дека е можно. Цензусот е намален и цензусот од 40 плюс 1 од целиот електорат значи нешто над 700.000 гласови, зависно сега од тоа колку дефинитивно ќе ги утврдат во избирачкиот список, и тамо не е сигурно колку ќе биде дефинитивно на избирачкиот список, но таа бројка двете големи македонски партии можат да ја стигнат. Но тоа нема да биде добро. Идниот председател мора да има легитимитет кој е поинаков од овој кој до сега го имаше сегашниот. Сегашниот председател до сегашниот имаше изборен цензус над 42%, немаше албански глас. Живееме во држава која е во историска перспектива хетерогена, верски, етнички, социјално, секако. Ние мораме да водиме сметка за таа хетерогеност. Значи, логиката на македонската држава е да добиете поддршка не од сите, али од еден значаен број од поголемите етнички заедници. Како велите вие, нема среќа да ако не ги интегрирате воопшто, не само албанците се разбира. Да. Околу Дуи и Ахмети, зошто не ви прифатија за консензуален председател? Тоа е прилично нејасно, затоа што говорат дека тој човек би требало да се залага за евроатлантски интеграции, аспирации, да работи. Јас го објаснував тоа и јас тврдам дека станува збор за обид да се направи коалиционен кандидат. Но не сте во право. Јас ме гледав вчера во интервјуто на 24. Бујар Османи, Ардан Груби за Нова со мене говореа и велеа прво ќе им понудиме на ВМРО ДПМН, а подоцна и на СДСМ доколку со ВМРО не договориме. Значи не е коалиционен. Јас не знам дали на некој од раководството на СДСМ предходно, пред да бидам верификуван као кандидат на СДСМ, им било понудено. Мене таква варијанта никој не ми споменал. Дали сакаш да бидеш консензуален и со ДУИ или со некоја друга албанска партија, мене тоа не ми е познато. Затоа ја не можам се оградувам од тоа. Ја ви кажам дека до мене никој не дошол со таков предлог од кога влегов низ процедурите на СДСМ. Но вие сте политички аналитичар, имате ли објаснување зошто ве отфрла ДУИ? Има некоја причина? Дали во позадина политичка игра некаква? Не знам. Дали во вториот круг сепак тајно би го поддржале Ѓорѓе Иванов? Ако алудирате на некакви заткулисни договори, јас ги немам и нема да ги правам. Дали тие ги имаат и ќе се обидат први и втори круг заткулисно да го поддржат Иванов или не знам кого, тоа не го знам. Значи мојата намера е, го кажам неколку пати и тоа ќе биде еден од столбовите на мојата кампања, бидејќи сакам еднакво да пристапам кон сите луѓе и да не ги делам ни по етничка боја, ни по религиозна, ни по партиска афилијација. Мојата цел ќе биде да им пристапам и на албанците, значи не само на албанците, и на албанците, но како луѓе со име и со презиме. Не ме интересира организиран пренос на гласови. Тој така наречен трансфер на гласови кој го договараат партиските лидери, не ме интересира. Не се албанските гласачи како македонските партиска војска? Се. Меѓутоа и на македонските така ќе им пристапам. Значи, внимајте, јас го кажам тоа постојано. Ако бидам избран, како ќе смените политичката култура на ќе се обидам да ја менувам, затоа што политичката култура се менува во долг временски период. Да. Ама не приметувам дека во Македонија некој се обидува да ја промени. Ја не велам дека во еден-два мандати или не знам во 2 години дека ќе го променам. Меѓутоа гледате, ја немам намера да се обраќам во оваа кампања на членовите на СДСМ. Значи и на нив и ним и на членовите, не знам, и симпатизери. Сака да кажете исклучиво само на членовите. Значи мене ме интересира граѓанскиот концепт. Ја не сум политички наивен, да не знам во која држава живеам. Конечно јас бев сосема блиску до луѓето кои го правеа рамковниот договор, кој тргна од граѓански концепт и има елементи и на етнички компоненти внатре. Значи не велам не. Меѓутоа тоа е реалноста во Македонија. Меѓутоа ние мораме да се обидуваме да му придеме на Стево Пендаровски како на Стево Пендаровски, не како на македонец или на како православен христијанин или член на СДС ВМРО. Тоа време треба да биде за нас. Добро. Околу името, кој им дал право на ВМРО да договараат зад грб на нацијата, на останатите политички елити, право да договорат географска одредница со Нимиц? Јас морам да ви кажам дека ја бев запрепастен од изјавата на Нимиц. Нимиц го знам 15 години наназад.
бидејќи бев претходно дел од тој процес, во позадина се разбира. Тој човек неверојатно тешко изговара тешки квалификации, особено не чисти квалификации, бидејќи спорот е суптилен. Да не му замери некој. Воопшто ни информации не дава. Да, и е шкрт, многу е шкрт на зборови. И кога зборува од дипломатски фрази кои за многу луѓе не значат ништо суштински. Последната негова пресконференција во Скопје беше откровение во оваа смисла. Ја го враќам неколку пати таа снимка ја враќам, не можев да верувам дека Метју Нимиц вели една од суштинските разлики меѓу страните сред Скопје го кажува тоа. Не во некој медиум за не знам за на грчки јазик. Вели е тоа каде ќе стои географската одредба. Каде, не дали да ја има. И никој понатаму, бидејќи медиската сцена е таква каква е во Македонија, јавноста е заплашена генерално, никој не го прашува каде мисли македонската страна да ја стави одредба. И никој не ги прашува македонските официози, добро бе луѓе, вие сте се согласили на тоа. Кого прашавте претходно? Затоа што ставот на првиот човек на владата е постојано. Немам што ново да ви соопштам вам или на опозицијата и затоа не ги свикам тие лидерски средби и не давам изјави. Ако има нешто ново ќе ве информирам. За ова не си не информирам. Кога си се согласил на географска додавка? Пред Република вели да биде, а не пред Македонија. Кога? Во кој форум? Во некој мал кружок од 20, 3, 5 мина? Таму не бил сигурно председател Иванов, заради тоа што тој смета дека името е всушност нашиот идентитет. Не, немам дилеми околу тоа образложение. Може и да бил. Ама еве и да бил. Тоа се 3, 4. Кој е тој форум? Неформален, на пријатели. Тоа е многу сериозна работа. Значи, ако цело време ни се продавате за патриоти, а другите ги денонсирате како отпадници, како грчки платеници, вие мора да ми даете образложение не за моето обвинување и напад, него за една кристално јасна мисла на Метју Нимиц. Да. Добро, Тито Петковски беше тужен и ја го изгуби спорот од Груевски, токму околу ова, можете видите и вие тужени. Или нешто по-страшно може би да се случи. Чисто е фашистички, изјавивте вчера го гледав интервјуто, имавте прилично интересни делови кои може да бидат цитирани. Чисто е фашистички тоа што го нудат грците. На моменти. На моменти. Значи, гледайте, македонската јавност се разбира, не ги знае сите суптилности, сите детали на тоа што се преговарало од 90-тите години до денес. Инсайдерите тоа го знаат. Предпоставам дека и во изминативе 5 години, кога преговара ова власт исцело, предпоставам дека тие имаат слични тези од време на време. Дали е тоа дел од грчката тактика, што е една од класичните преговарачки методи да го исфрли од седло другиот преговарач, јас тоа не знам. Но факт е дека некои грчки предлози во изминативе 20 години беа чисто фашистички. Вие имате неколку изјави на грчкиот председател, дадени неодамна, во кој вели дека, например, македонскиот јазик и нација се е измислица на комунистите. Што е тоа? Демократска изјава. Тој човек веројатно живее во некој друг век. Македонската нација е факт многу поодамна. Многу пред Тито, многу пред Сталин. Македонската нација има сопствена етногенеза, која многу научници во светот ја знаат, ја докажуваат и ја предаваат на многу катедри. Чи зборувам за некои изблици на грчкиот радикален национализам, затоа што грчкиот национализам радикален не е само Златна Зора, која прави дупли гранични контроли на Богородица подолу, него и некои изјави, сите изјави, на некои грчки политичари кои се тотално асинхрони со времето во кој живееме. За Бога, 21 век е. Зошто не бевте во авионот со председателот Борис Трајковски, веќе неколку пати ве прашуваат, вие постојано кажувате дека имате докази, дека ве пратил самиот председател Трајковски, дека ништо не е спорно околу тоа, но велите и друго. Никој не ги прашува останатите функционери на ВМРО ДПМН, денеска имаат и поголеми функции, велите вие. Зошто тогаш не влегува во тој авион? Кои се тие функционери? Гледате, јас во едно друго интервју ме прашаа за имињата. Сите тие луѓе ми беа и ми се пријатели. И ми беа драги колеги во тој период. Ја, ако ги спомнам нивните имиња, може да се свати дека ја ги обвинувам нив. Че ја ви кажам, тие луѓе врска немаат со падот на авионот. Јас само прашувам, се обидам да ја соглам грубата политизација или мрачните, темните сценарија кои одат зад овој трагичен настан за целата нација. Зашто и другите не ги прашувате? Например, јас сум дал изјава во текот на истрагата и првиот и вториот пат. Дали некој друг од кабинетот е повикан да даде изјава? Како никој јавно друг не е повикан освен мене. Ја немам проблем што ме повикува. Каква изјава? Говорите за комисијата која го истражувала случајот? Нив не ги повикала? Јас не знам, меѓутоа
Како мене ме повикуваа луѓе и тоа дали тој човек е прашан зашто не се качил во авионот. И од кој ќе кажев кај сум бил тој ден, односно претходниот. И кој ме пратил тамо, лично председателот Трајковски. Се обидувам позадината на тие јавни прозивки, колку год да се маргинални или да доаѓаат од некој медиумски шарлатани, во секој случај јавноста заслужува да знае дали имаме еднаков пристап кон сите најблиски соработници на Борис Трајковски. Ако имаме еднаков пристап, ја можам ова што ви го кажувам вам, да го повторам до бесвест, до утре, до заутре, немам проблем, ама да биде еднаков пристап и за другите. Илите тие ми се пријатели? Јас се надевам дека ми се се уште пријатели. Ако ви пријатели. беа пријатели, зошто не излегоа и да го потврдат тоа што го говорите дека имате документ? Тие луѓе имаат име и презиме, биле блиски соработници. Секуловска, да не се лажеме. Значи, денеска... Да ве заштитат како пријатели, а не како припадници на ВМРО ДПМН. Денеска не сакам ни да го, не го очекувам тоа од нив, не затоа што не се цврсти по карактер. Меѓутоа, ми се чини дека дефиницијата за пријателство, за познанство, за другарство во Македонија под притисок, под ужасниот притисок на денешната политика, прилично се измени. И има луѓе, неколкумина, било кој, можеби многумина, на кои им е поважно да ги сочуваат своите лукративни сделки, своите кариери, своето име, а не да го бранат Стево Пендаровски, кој во овој временски период е на другата политичка страна. Мене ми е тоа прилично непријатно да го констатирам. Генерално во Македонија политиката влезе во семејствата, политиката влезе меѓу браќа и сестри, меѓу родители и деца, и политиката ги пропасти нашите животи. Непотребно, сосема непотребно. Добро, значи очекувате црна кампања? А кажете ми, може грешам, сте чуле за поинаква кампања? Да. Од овие што се на власт? Ја не сум чул, нема ни една дебата во која присуствува втората страна. Години наназад. Години наназад. Добро, ние ќе го повикаме председателот Иванов, ќе повикаме и на дебата. Медиумите работат, ги постојано тоа се критиките сушност и на меѓународната заедница, не само на опозицијата, како пропагандистичка машинерија. Сега ме интересира едно. Има и различни, изгледаат различно политичките култури, медиумските култури во другите останаа зрелите демократи, Америка или Британија. Еве во 99-та Џорџ Буш за бостонска телевизија, значи тоа е време пред изборите, го прашуваат кој е председател на Чеченија, кој е председател на Тајван, кој е новиот пакистански генерал, тој подоцна стана или Мушареф стана председател на Пакистан. Джереми Паксман во интервју со Тони Блер го нарекува, го праша дали знаете или зошто сте кученце на Блер и така како. Што е за вас незгодно прашање? Во која смисла? Во оваа смисла во која говорам, значи имаме црна кампања, велите постојано има и претходните години, говориме за падот на авионот на Трајковски, тука велите дека токму е тоа дел, интегративен дел на таа црна кампања. Значи што се за вас незгодни прашања? Немам незгодни прашања. Значи можете да ме прашате што сакате. Од новинарска гледна точка, од било која точка, ја не велам дека ќе одговорам на задоволителен, на спектакуларен начин. Меѓутоа нема прашање од кое треба да се срамам или да го избегнувам, или како што прават некои други од власта, кај што не можеш баш секое прашање да го поставиш. Немам такво прашање. Не велам значи дека ќе одговорам, не знам, беспрекорно. Нема, ме прашувате за авионот. Имам емоционален проблем кога зборувам за тоа, друг, бидејќи бев еден од најблиските соработници на тој човек. И кога год одговарам на ова прашање, ги имам во главата, во мислите неговите деца и неговото семејство. Че како тие се чувствуваат ако поверуваат во оваа црна пропаганда дека некој од неговите најблиски соработници во кабинетот, на кој тој ни укажа огромна чест да работиме на такви позиции во едно прилично турбулентно време, дека знаел, ама избегнал несреќа во која нивниот татко или сопруг почина. Ако сте знаеле, вие сте дел од атентатурите, веројатно тоа е асоцијација. Но и на такви прашања сум подготвен да одговорам, нема, прашете еве, повелете. Има еден во некој од интервјуата со председателски кандидати во Америка, има едно прашање, големите председатели учат од историјата на претходниците. Што научивте вие од претходните? Глигоров, Трајковски, Црвенковски, Иванов? Со Глигоров не сум работел, меѓутоа неговиот опус во политиката го знам, со и другите двајца директно, и ви кажувам, имаат сите една заедничка особина. Прва, сите беа македонски патриоти во модерна смисла на зборот. Че не се удираа во гради за Македонија. Ниво националистичка. Тие навистина направија нешто добро за Македонија.
Например, овие двајца со кои работев. Еден од ВМРО, другиот од СДСМ. Верувајте ми, значи, зборувам за времето кога јас работев со нив и во областите кои ги покривав, меѓународна политика. Ниту едниот, ниту другиот во тие два периода не ја избрукаа Македонија. Со гест, со настан, со изјава, со потек, не ја избрукаа. Не се срамевме што ги имаме за председатели. И напротив, донесоа некаква добивка за Македонија. За Борис Трајковски е познато. Црвенковски беше практично човекот околу кој се собра дури денешнава и тогашнава влада и премиер, и го направивме тој заеднички предлог, да не ме сватите погрешно и од аспект на судовите кои ги спомнавте, предлог Република Македонија Скопје во Заграда, кој беше одбиен од грчката страна и кој понатаму не доби своја завршница, не дојде до референдум, меѓутоа као добра основа за преговори. Сите средби се правеа во тој кабинет. Значи, од аспект на меѓународната политика и позиционирањето на Македонија на мапата на регионот и пошироко, немате што да се срамите ни од Трајковски, ни од Црвенковски. Кои добри особини од Иванов би ги превземале, би ги наследиле? Иванов не го познавам во делот на тие човечки особини, бидејќи не сум имал прилика да работам во политичките. Јас би имал проблем ако ме прашате кои се негови 2-3 добри или лоши знам, меѓутоа добри потези не можам да издвојам. Практично немаше, тој беше невидлив 5 години. Тоа е неговиот најголем проблем. Тој не успеа да изгради сопствен политички профил. Значи, кој имате собствен политички профил, вие кажувате некои работи, ставови, политики, иницијативи и ние судиме од страна, добри, лоши, половични. Ја не се сеќавам за тоа. Не знам зашто за самитот кој не успеа да го организира, за указите кои ги подпишуваше за амбасадори, дилетанти од кои се срамат и оние кои што сме ги пратиле и ние што сме ги пратиле. Но вели дека е народен човек, дел од народот. Како рече тој, вие со подсмев и иронија гледате на тоа. Тој сега оди по селата, колку села посети, но тоа истото и вие ќе го правите. Апсолутно. Да. Ја немам намера да подсетам никого само затоа што живеа во рурална, а не во центарот на Скопје. Совршено ми е сеедно. Да се вратам на почетокот. Тоа значи и по основ на социјално потекло, еднаков пристап до сите. Значи не само македонци, албанци, мажи, жени, стари, млади, членови, не членови. Апсолутно. Добро. И околу председателот Иванов многу пати има споменато дека го има споменато Господ и дека е религиозен. Дали сте вие религиозен? Јас сум религиозен, меѓутоа јас сум потполно приврзаник на секуларизмот на државата. Религијата мора да остане приватна сфера на секој индивиду. Јас сум го коментирал тоа пред неколку години. За мене е непоимливо 2 дена пред избори или ден пред молкот да одам пред 20 камери, да палам свеќа во соборниот храм и да се молам за успех на изборите. Јас го правам тоа, ама не го правам пред камери. Се молите? Јас верувам, јас сум верник, меѓутоа тоа што го правам, како го правам, во што конкретно точно верувам во рамките на оваа религија на која и припаѓам, сакам да остане моја длабока интима. Да, добро. И последното прашање, големите председатели се памтат по големи идеи, која е вашата? Јас мислам дека нема да биде сосема нова таа идеја, меѓутоа мојата идеја, сосема курсо кажана, би била Македонија на вистина за сите кои во неа живеат. Добре, благодарам што бевте гости. Благодарам за поканата.